Нема психички здрав и нормален човек денес кој не сака да го зголеми својот финансиски буџет. Секој кој зема плата, плюс платата која ја зема, сака да заработи додатен приход кој ќе му овозможи да живее малку поопуштено. Но зошто многумина не можат да го зголемат својот буџет? Затоа што играат на сигурно. А кога играте на сигурно, и платата ви е загарантирана и сигурна. На сегашното работно место, на кое вие денес работите, пред да се вработите, вие предходно се имате сретнато со вашиот работодавец, за да договорите една фиксна плата за која вие ќе работите. Таа фиксна плата е можеби 200, 300, 400, 500 евра, независно колку. Таа фиксна плата на вас ви гарантира одредена сигурност и ви овозможува да си ги плаќате давачките кои ги бари, задолжителните давачки кои ги бара државата. А тоа се вода, струја, телефон, парно во поголемите градови. Некои имаат кредит за плаќање. Ова плата им овозможува да ги плаќаат месечните рати. И луѓето велат, кога се ќе платам, останувам на нула. И повторно го чекате наредниот месец, и повторно исто. Плаќате се и останувате на нула. И така секој месец. Секоја година, се така. Останувате на нула. Вашиот буџет никако не можете да го зголемите. Што е потребно да направите за да го зголемите вашиот буџет? Потребно е да одлучите нешто. Да одлучите да не работите повеќе на фиксна плата. Да не играте на сигурно. Работењето на фиксна плата е смрт за вашиот буџет. Кога вие ќе донесете одлука да не работите за фиксна плата, тогаш вие интелигентно и разумно ќе заклучите дека е глупаво да ја напаѓам државата, да ја напаѓам власта, да ги напаѓам институциите, да ги напаѓам и да им љубоморам на газите кои возат джипови и убави коли, затоа што интелигентно и разумно ќе заклучите дека вие се имате договорено да работите за една фиксна плата од 200, 300 или 400 евро. Никој не ви е крив. Тоа е ваша одлука. И тоа вие ќе го заклучите и интелигентно и разумно ќе одлучите дека одговорноста е ваша. Кога ќе одлучите да не играте на сигурно, да не работите за фиксна плата, вие тогаш од вашата сигурна зона поминувате во една несигурна зона и тоа го правите несвесно. Но таа несигурна зона е многу посигурна од вашата сигурна зона. Сигурно ви е затоа што ви е познато, а несигурно ви е затоа што ви е непознато. И така не има научено нашето општество. Бидејќи сите работат за плата. Нема некој кој не работи за плата. И така сме научени од мали. Најди си работа да земаш сигурна плата. Така ни викат. Но тоа всушност, како што рековме, е смрт за зголемување на буџетот. Никако нема да можеме да го зголемиме буџетот доколку работиме за плата. И еве пример ќе ви кажем зошто не треба да се плашите да поминете од сигурното во несигурното. Сетете се кога учевте да возите велосипед, кога учевте да возите автомобил, кога учевте да правите торта, кога учевте да правите било што друго, како се чувствувавте? Прв пат кога тоа почнавте, кога сакавте да го научите. Секако бевте несигурни. Но продолжите да учите да возите автомобил. Зошто тоа го направивте? Затоа што бевте инспирирани.
Вие размислувавте и гледавте можност во тоа што ќе го научите. И затоа не се откажете, иако ви беше страф. Но вие продолживте затоа што размислувавте така. Колку ќе биде убаво кога јас ќе научам да возам. Ќе можем да стигнем побрзо на подалеки места. Кога нема да пешачам. Кога вие ќе одлучите да не играте на сигурно, односно да не работите за фиксна плата, вие всушност од зоната, од сигурносната зона, минувате во несигурносната зона и тогаш секој кој ја донесува таа одлука си поставува едно прашање. Му доаѓа во мислите едно прашање и тоа си го поставува. Што можам да направам за да го зголемам својот финансиски буџет? И веднаш во мислите ти доаѓаат три опции. Првата опција е да отвориш свој собствен бизнис за да го зголемиш својот буџет. Втората опција е да најдеш подобро платено работно место. Третата опција е да најдеш дополнителна работа. По утврдување на тие опции, во мислите повторно веднаш побрзо од брзината на светлината ти се појавуваат мисли под еден, но што ако ми пропадне бизнисот? Ги вложам парите, ми пропадне се. Ги изгубам се. Под два, компанијата е нова, која ми нуди повисока плата. Малку време е на пазарот. Ако пропадне, и таа плата што ја земам и таа ќе ја изгубам. И под три, дали аз ќе можам да ја работам таа дополнителна работа? Дали сум способен за тоа? И икс други вознемирувачки мисли ти доаѓаат во главата и ти почнуваш да се плашиш. И заклучуваш дека тие опции за тебе не се добри, тоа е несигурно и повторно се враќаш на старото. Почнуваш да се жалиш на државата, на власта, на ситуацијата во државата, на газдите. Доколку се задржите на тие стравови, вие емотивно веќе сте се откажали од зголемување на буџетот и од подобар живот. Вие уште не сте го дале првиот чекор, вие се имате откажано. Да ви кажам зошто можете да успеете. Сетете се на тоа кога учевте да возите велосипед, кога учевте да возите автомобил, кога ги научивте тие работи, кога научивте да правите торта, кога научивте да правите ручек, кога научивте да правите било што друго, како се чувствувавте? Вие го надминавте стравот и успеавте да ја научите таа нова работа која сега ви отвара нови можности. Сакам да ви ја кажам формулата за успех. Несигурното е еднакво на непознатото, а непознатото е еднакво на можност. Несигурното е затоа што ви е непознато, а непознатото отвара можности. Доколку сакате да го зголемите својот буџет и да заработувате големи пари, ве повикувам во бизнисот кој јас го работам веќе 28 години и кој ми овозможи финансиска слобода, финансиска независност и убав живот. Ве повикувам во тој бизнис да биде и ваш бизнис и вие да доживеете финансиска независност, да бидете ослободени од стресот за пари, да имате во изобилство, да бидете сами своји газди, да биде тоа ваш бизнис. Доколку некој е заинтересиран за зголемување на својот буџет, нека се јави на телефонскиот број 075 225 722 или нека пише во порака. Ќе му ги дадам потребните информации. Имајте убав ден!